почетокот сосема природно е да ви го пренесам благословот на неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима и митрополит Скопски, Господин Стефан, на сите вам, а на епископот на најсветата епископија Делчевско-Каменичка, господинот Марко, поздравите и честитките за имендено. Возлюбени во воскреснатиот Христос, во овие торжествени денови, сите ние воскреснуваме со Христа и ја празнуваме Паската Господова и гледаме дека се во нас и се околу нас е ново. И сите заедно се трудиме да го правиме подвигот, новото никогаш да не старее, никогаш да не го губи својот сјај. И тоа е вистинската одлика на човекот кој што совоскреснува со Христа. Да не го губи никогаш сјајот на воскресението во своето срце. Значи, можеме да кажеме дека заради тоа да не се разболиме од заборав заради долгото молчење, во оваа прилика ќе проговориме за да се подсетиме на некои битни аспекти од нашиот внатрешен живот, за да можеме на тој начин да продолжиме да го обновуваме собственото постоење. Зашто точно станува збор? Имено сите вие ќе се сетите дека во Евангелието Христос ги испраќа своите ученици кај еден човек кој што треба да ја подготви одајата каде што тие ќе ја јадат Паската, односно одајата на тајната вечера. Токму тој човек е овој човек кого што денес го празнуваме. Светиот апостол и евангелист Марко, внукот на апостолот Варнава, ученикот и соработникот на корифеите на светите апостоли, на Петар и Павел. Светиот апостол Марко е писателот на едно од трите синоптички евангелија. И според најновите истражувања, неговата книга не е само првата книга од Новиот Завет, туку е едноставно првата книга во севкупната христијанска книжевност, која што воведува нов книжевен вид, кој што се именува Евангелие. Светиот апостол Марко со неговото Евангелие ќе придонесе, односно неговото Евангелие ќе биде основа за пишувањето на Евангелијата според Матеј и Лука. А познато ви е, исто така ве подсетувам дека светиот апостол
и евангелист Марко ќе ја востанови славната и древна Александриска катедра на тој начин што и еврејскиот философ Филон ќе биде поттикнат од животот на првите христијани во Александрија да напише книга, се разбира со пофалби за сопствениот народ. Во црковната иконографија за светиот апостол и евангелист Марко ќе преовладее представата за лав, кој што ја символизира дејственоста, власта и царственоста. За каква царственост значи станува збор и што ни благовести светиот апостол и евангелист Марко? Евангелието не се исцрпува со историјата и целта на светиот апостол Марко не е да ни ја раскаже единствено историјата за Христа, туку тој ни ја открива подлабоката димензија на Евангелието, а тоа без друго не е дека ние треба обично да го имитираме, како што се изразува Аристотел, со обична мимеса, со обична имитација да го имитираме Бога, туку да навлеземе во вонвременската димензија на Евангелието и да разбереме дека целта на Евангелието е да не поучи дека треба да се вподобиме на Христа и да го обожиме нашето постоење, бидејќи човекот е создаден од Бога токму за обожение. Гледајте, согласно на неговите биолошки карактеристики, човекот е едно животно. И светиот Григори Богослов нагласува дека во однос на биолошкото постоење, човекот се разликува од сите други животни единствено по тоа што само тој, само човекот од сите други созданија ја има можноста, би рекол ја има и моќта да стане малечок Бог по благодат, да го обожи своето постоење со несоздадените божествени енергии. Затоа црквата е место каде што секогаш се совршува тајната на воплотувањето на Бога и на обожението на човекот. Господ Иисус Христос во неговата љубов кон човекот нам ни го остава неговото тело како наша работилница на обожението. И затоа човекот треба да трага по целта на неговото постоење. Тоа е веројатно најважната цел која што човекот може да си ја постави. И доколку ја оствари целта, тогаш неговиот живот има смисла. Доколку не ја оствари и не ја пронајде целта на неговото постоење, тогаш неговиот живот станува безсмислен.
од се претходно речено, разбираме дека црквата не е едно од многуте и разновидни здруженија, во кои што нема обожение, туку црквата е место каде што човекот сета своја слобода и сета своја љубов ја принесува, ја насочува кон Бога, молејќи го Бога да се всели во неговото срце, да се всели во неговиот живот и од неговото постоење да направи едно комплетно ново по квалитет постоење и еден комплетно нов по квалитет начин на живот. Од тука гледаме дека црквата не е институција, дека црквата е тело Христово и затоа ние во црквата не интелектуализираме за Бога, не психологизираме за Бога, туку во црквата се трудиме да живееме според подвигот, според силите што секој човек има да ги направи како подвиг во неговиот живот, со пост, со молитва, со послушание. Значи, не станува збор за никаква етичка гимнастика, туку рековме за целосна слобода и љубов на човекот кон Бога, кој што од него прават нов човек и нов начин на постоење. Значи, така поставувајќи ги работите, повторувам, гледаме дека црквата не е институција во која што ние интелектуализираме и психологизираме за Бога, туку црквата е тело Христово во кое што ние луѓето се проникнуваме со несоздадените божествени енергии и го созерцуваме Бога. Искрено имам сретнато во животот луѓе кои што ја гледаат несоздадената енергија, нестворената светлина Божја. Самиот не спаѓам во таа категорија на луѓе, но чувствувам дека и за мене, но и за многу луѓе други во црквата постои од Бога утеха, затоа што друго ако не утеха е тоа што ние во соборноста на црквата чувствуваме небесен мир, чувствуваме неискажлив спокој, чувствуваме секогаш поттик да ставиме нов почеток во нашиот живот. Чувствуваме истовремено и неизмерна радост. Затоа нема да должам повеќе, туку ќе кажам затоа по молитвите на преосвештениот епископ Делчевско-Каменички господин Марко, чиј што имен ден денес го празнуваме, и по молитвите на светиот апостол и евангелист Марко, како и на браќата архиереи кои што денеска сослужуваат на ова божествено тајноводство, да се покажуваме секогаш действително личности на радоста. Бидејќи во заграда тука ќе ставам една реченица која што
е често повторувана и која што на сите вам ви е позната, а тоа е дека доколку човекот не е радосно постоење, не може ниту да се нарече православен христијанин. Значи да се покажуваме секогаш личности на радоста, да се покажуваме автентични луѓе на воскреснатиот Христос во Бога Отца, преку несоздадената благодат на Духот Свети, сега и секогаш и во вековите на вековите. Христос воскресе!